Почитувани граѓани, почитувани медиуми, кога ќе се спомене името Радмила Шеќеринска, веднаш сите не асоцира на бомбона бизнис. За жал, Радмила Шеќеринска, откако дојде на власт, Министерството за одбрана го претвори во фабрика за бомбона бизниси кои си ги делат со незините соработници. Додека војниците работат во мизерни, скоро никакви услови во последниве година дена, Шеќеринска доделува 400.000 денари на сомнителна невладина организација која ја управува Зоран Шапориќ. Невладината организација Мултикултура од Тетово доби 400.000 денари грант од Радмила Шеќеринска за проект поддршка за интегративните процеси во ЕУ и НАТО. За да биде скандалот уште поголем, невладината Мултикултура веднаш откако беше обелоденет од страна на медиумите скандалот, ги избриша сите податоци на својот сајт поврзани со името на министерот на СДСМ Зоран Шапориќ и воедно негираше дека воопшто бил дел од управувачката структура на Мултикултура, додека пак неговиот подпис стои на ревизорските извештаи на невладината организација. Значи, Радмила Шеќеринска доделила огромна сума на пари, без да го провери портфолиото на невладината на која дава од народните пари и парите кои треба да се наменети за војниците, а не за невладините организации на Зоран Шапориќ. Со ова Радмила Шеќеринска директно ќе одговара и го прекрши членот 353 од Кривичниот законник за злоупотреба на службена положба. Шеќеринска треба да одговори, бидејќи граѓаните имаат право да знаат дали Зоран Шапориќ ургирал кај Радмила Шеќеринска да му се додели 400.000 денари на неговата невладина организација. Дали Шеќеринска знаела на кого доделува пари од Министерството. Каква корист стекнала Радмила Шеќеринска со услугата што му е направила на Зоран Шапориќ, нејзиниот колега. Дали е вистина дека челни лица од Мултикултура се сретнале во просториите на Министерството со лицата од кабинетот на Радмила Шеќеринска и лично договориле за да се реализира ова. Почитувани, ова е начинот на работа на СДСМ и на Радмила Шеќеринска. Под превезот на менување на името, штетниот договор и референдумот, тие си делат меѓу себе пари на граѓаните. Додека Шапориќ и Шеќеринска мислат дека медиумите со објавување на нивните скандали ги загрозуваат евроинтеграциите на Република Македонија, ние ќе им порачаме дека во Европска Унија и во НАТО не се оди со криминал и корупција. Во Европска Унија и НАТО не се оди со службени коли, джипови, хеликоптери и во Европска Унија и НАТО не се оди со крадење и испумпување на народните пари. Тука ги охрабруваме јавното обвинителство кое последниот период има толку многу предмети на тацна да ги отвори и да ги доведе до самиот крај. А за жал тапка во место и е соучесник на криминалците. Уште веднаш да го разгледа и овој случај на злоупотреба на службена должност, но и сите претходни и да ги затвори во корист на граѓаните, а криминалците да одговараат. Во спротивно еден убав светол ден, кога СДСМ нема да може да се меша во работата на правосудниот систем, ќе одговараат сите до еден кои се огрешиле пред законот. На крајот, граѓаните и Република Македонија ќе победат. Благодарам.